Јас се селам во другиот дел на студиото, таму ми е Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор, со која што имаме да ви најавиме нешто многу интересно. Добро утро, добро им дојден. Добро утро, Наташа. Сме се видели претходно, зборувавме и за фондацијата Чекор по Чекор и за проектот во рамките на кој што е таа фондација со како беше учење до лидерство. Со читање до лидерство, да. До лидерство. Ги поттикнувате читањето, ги поттикнувате математичките вештини, истражувањето на математиката кај учениците, сте фокусирани на состојбите во образованието и оно што треба да се подобри. И токму во таа насока и овој настан кој што се случува на 5 октомври. Раскажи ни детали што сте испланирали. Така, најпрво сакам малку да им дадам повеќе информации на гледачите за каков вид на проект станува збор. Инаку фондацијата веќе 20 години работи во нашата држава со цел да понуди услови за поквалитетно образование за сите дечиња подеднакво. Најмногу работиме со предучилишните установи и со основните училишта, а од 2013 наваму имаме еден голем проект кој што е финансиски поддржан од УСАИД, а го спроведува нашата фондација и е насловен со читање до лидерство. Веќе неколку пати сме доаѓале да разговараме за овој проект минатата година кога издадовме колекција од 20 наслови детски сликовници, баш бевме кај вас да ја промовираме таа сликовница. Исто така во рамки на овој проект најпрво правиме истражување каде што правиме процена на состојбата во почетните оделенија, на тоа колку нашите дечиња научуваат да читаат, пишуваат, основните функции по математика и операции ги научуваат и така натаму, а потоа врз основа на тие резултати работиме со учениците, со нивните наставници, со стручните служби во училиштата, но и со родителите и останатите членови од семејството, да ги зголемиме добрите практики на читање и учење со дечињата, да зголемиме културата на читање и на учење математика низ еден интересен игрив начин, сепак да го доближиме на она што се на нивните интереси на таа возраст, бидејќи работиме со дечињата од прво до трето оделение, во првиот циклус на формалното образование во основното училиште. И за таа цел имаме разни видови на активности. Донесовме некои фотографии така што ќе можат да ги видат гледачите. Тука имаме разни работилници, обуки за наставниците, но и за родителите. Тие заеднички соработуваат за да направат подобри услови за учење во училниците по оделенска настава, интересни техники за подучување, формираме заедници за учење каде што наставниците меѓусебно разменуваат искуства, си помагаат и така натаму, и имаме компонента каде што ја криваме јавната свест за важноста од читањето уште нели од најмала возраст. Тука имаме караван каде што со познати личности одиме да читаме сликовници низ училиштата, имаме библиотека на Тркала, која што е специјално возило и носи сликовници на дечињата дури и во најоддалечените краеви од земјата. Го реновиравме и опремивме детскиот креативен центар, кој што се наоѓа во рамки на младинскиот културен центар и тој е веќе втора година во полнек работи. Мислам, тој постоеше веќе 20 години наназад од страна на нашата фондација, меѓутоа сега е потполно реновиран и опремен во духот на проектот, значи со голем број на математички, јазични игри, детска литература и така натаму. И сега, како следува после сето ова што сте го направиле, велите, правите истражување претходно на состојбата. Што покажа истражувањето за да ве поттикне, да ве мотивира да организирате ваква една конференција? Така, значи, тоа истражување всушност подлога за сите активности на проектот. Оваа конференција е еден годишен настан, бидејќи секој септември или на почетокот на учебната година, септември или октомври, ние правиме голем годишен настан. Секој пат имаме некој голем да речеме достигнување или нешто кое што сакаме да го одбележиме и да го промовираме. Го славиме во септември или октомври, бидејќи тогаш е и меѓународниот ден на писменоста, а сега го одбравме 5 октомври бидејќи убаво се поклопува и со меѓународниот ден на учителот и со детската недела која што нели секогаш се прославува во првата недела од октомври. Така што тоа е символиката позади овој датум кој што го одбравме. И секоја година, како што кажав, имаме нешто да прославиме, да одбележиме. Во 2013 официјално во септември започна нашиот проект. Во 2014 го отворивме реновираниот детски креативен центар. Минатата година 2015 ги промовиравме сликовниците, а сега правиме нешто поинакво, но повторно многу интересно. Тоа е настанот Speech for Teach, ќе се случи на 5 октомври, инаку во превод значи инспирација или говори, инспиративни говори за образованието. Или сакаме да дадеме инспирација за едукација, инспирација
фондација за образование преку кратки инспиративни говори на успешни приказни во образованието, и тоа од различни чинители. Имаме луѓе од практиката кои што се еминентни оделенски наставници, училишни директори, луѓе од невладиниот образовен сектор, но на наше големо задоволство имаме и двајца мали гениалци, тие ни се звезди на настанот, кои што се ученици и на своји 13 години веќе имаат големи успеси зад себе, имаат издадено, значи, 3 сликовници кои што веќе се на продажба на Амазон, и тоа на англиски јазик. Имаме уште една мала звездичка Матеј, кој што веќе на своји 13 години успева да изнајде иновативни начини за да се бори против климатските промени. Така што мислиме дека имаме и ние како возрастни многу што да научиме од тоа што нашите најмлади знаат и постигнуваат денес, и сепак ова ќе биде една убава прилика да разменуваме искуства, да го преосмислиме начинот на кој што гледаме на образованието денес, да научиме нешто, да предизвика кај нас, нели, размислување на одредени теми и да отидеме побогати со едно искуство на крајот на денот. Сите оние наставници, воспитувачи, родители кои што утрово не следат и кои што би сакале да ги слушнат сите овие инспиративни говори, имаат ли можност да се пријават? Како оди тоа учеството на конференцијата, отворено ли? Така, тоа е од отворен тип настан, бесплатен. Ние веќе поканивме голем број на луѓе, го промовираме настанот преку веб страната, преку социјалните медиуми и така натаму, и на наше огромно задоволство не ни очекувавме толкав одзив, веќе го имаме исполнето капацитетот на Кино Фросина, бидејќи таму ќе се случува настанот во среда на Пладне, меѓутоа сепак отворени се вратите, така што за сите оние што сакаат да дојдат, отворена е поканата во среда на 5 октомври, Кино Фросина во рамки на Младинскиот културен центар Скопје. Јас ви посакувам успешен настан. Сигурно сум дека ќе биде многу интересно да се слушнат од една страна наставниците, оние кои што се директно инволвирани пред катедрата и пред 30 деца класа, од друга страна и оние ученици кои што успеале да направат на вистински подвизи уште во основно училиште. Така, дополнително во рамки на настанот во 1:30, значи во 13:30, откако ќе завршат инспиративните говори, ги отвораме вратите на детскиот креативен центар кој што се наоѓа на вториот кат од Младинскиот културен центар, и таму ќе има повторно бесплатни креативни работилници и демонстрации, како да прават наставниците или родителите илустрации за сликовници, како сами да прават дидактички средства по математика. Ќе промовираме наши нови прирачници, збирки на успешни практики, така што добре дојдени се сите и на тој дел од настанот. Така. На сите ви закажуваме средба во среда на Пладне во МКЦ, до тогаш размислувајте како вие би можеле да се инволвирате токму ваквите работилници. Ана, ви благодарам. Благодарам на поканата.